Сцена, светло, телото и гласот на актерот, движења, гестови. Камера, светло, екран, телото и гласот на актерот, глас, душа. Во двата случаи актерот е тој што ја пренесува приказната со својата вештина, ја обликува, ја отелотворува. Различни се само местата на кои го прави тоа. Уште од древни времиња, низ вековите, актерот е личност која ја забавувала публиката, играјќи отпрви на сцената, а подоцна и на филмското платно и на малите екрани. Уметност која не згаснува, само се засилува и возобновува. Силината на актерот е таа што го одржува целиот тој механизам во постојано движење. Секоја нова трансформација значи нова улога, значи давање нов живот на нешто кое може да трае со години, па и децении. Улоги кои никогаш не се забораваат, како таа на Цанде од Викенд на мртовци, Јани од Трствија Скопје, Гркот во тетовирање. Неговите улоги од театарот се премногу за да ги набројувам, а вечерва со нас еден од најкарактеристичните и најизвонредните за мене актери, Ѓорги Јолевски. Ѓорги, добре дојде во Трафика. Добре најдов. Добре дојде дома, затоа што ова ти е местото каде што за прв пат снимаш во суштина Бушава азбука, нели, заедно со сите оние твои колеги, Синоличка Трпкова, Ненад Стојановски, Софија Куновска и еден Сенко Велинов, Драган Спасов, да. Да, тоа е, вака кога влегувам во оваа зграда, многу емоции ми доаѓаат, бидејќи тука ги почнав моите први чекори, би рекол, во телевизијата и филмот, и многу проекти, многу телевизиски серии, филмови. Тука се чувствувавме навистина како дома и секогаш среќни кога влегуваме во оваа зграда. Малку е сега пустичко, но емоцијата е силна, дефинитивно. Инаку, глума, актерска игра заврши кај нас на Факултетот за драмски уметности. Да. Пишува дека си во класата на Љубиша Георгиевски, но кажи ми какви ти беа, нели, студиите и потоа сакам да ми кажеш каков беше како дете. Кога свати, иако како дете си сватил дека сакаш да си актер? Од секоја знаев дека ќе бидам ова што сум. Уште во прво оделение влегов во драмска секција. Во четврто оделение веќе режирав приредби за училиштето. Од петто оделение влегов во Битолскиот народен театар, бидејќи сум роден во Битола и живеев таму до факултетот, до влегување на Факултетот за драмски уметности. Влегов на 10-11 години во Народен театар Битола и до одењето на факултетот ги играв сите деца што се потребни во професионалниот театар, така што ете, од многу мал. Отиде како созран на драмски. Па влегов, не секогаш е почеток. Секогаш нова средина, ново школо е секогаш нов почеток и секогаш се чувствувам добро кога почнувам нешто ново. Што е за тебе актерството? Што е таа магија на сцената која што те движи секогаш напред и те прави и поинаков и подобар со секоја представа? Актерот е медиум, е тело кое што преку својот ум, енергија и духовност влегува во директна комуникација со гледачот или би рекол со верникот гледач, и таа врска помеѓу актерот и гледачот е нераскинлива, бидејќи е жива, бидејќи се случува во тој момент и бидејќи се работи за циркулација на емоција, енергија, духовна состојба, пренесување на идеи, едноставно конекција која што е важна и за двајцата, на медиумот
и на актерот е важно она што го има создадено во текот на процесот на работа на театарска представа или филмска улога, но сега би зборувал повеќе како актер во театар, бидејќи тоа жива комуникација со публиката. Потребно е да пренесе да ги пренесе своите идеи, емоции и духовна состојба до срцето на гледачот или на верникот гледач, кој што е повторно во една молитвена состојба, бидејќи се наоѓа во темна кутија, бидејќи е заштитен, би рекол, од светлото, ставен е во состојба на некаков вид на медитација и е спремен да го добие тоа парче духовност за кое што е дојден во театар. Така, пред оној четврти зид што го нарекуваме, нели, што се појавува пред нив, замислениот четврти зид на сцената. Да. Кажи ми, колку се внесуваш, велиш духовноста, велиш умот, срцето, пардон, се треба да биде пренесено во една улога, затоа што вие сте тела, ама сте нели тела кои што ги полните потоа со нови улоги секогаш на сцената. Па процесот на ние живееме некако на секои 3 месеци практично, доколку се работи во континуитет, на секои 3 месеци ние влегуваме во нов лик, тоа значи нов карактер, нова духовност, нов принцип, нова состојба, нова методологија на работа, бидејќи секоја улога зависи од представата, односно од замислата на режисерот, на неговиот концепт и зависи од делото кое што авторот го нуди. Но актерот на секои 3 месеци, доколку во континуитет работи, влегува во нова трансформација. Тоа е голем предизвик да се креира лик кој што се разбира од самиот почеток, кој што ќе треба да допре до гледачот и е секогаш голема возбуда. Моментот на трансформација е неверојатен и е возбудлив не само за актерот, туку за целата екипа, а бидејќи е колективна уметност, не зависи само од актерот, туку зависи од мноштво енергии и уметнички креации кои што на крајот ќе доведат до целокупност или ќе доведат до состојба на пренесување на голема идеја, но самиот актер, неговата работа навистина зависи од мноштвото елементи кои ја сочинуваат театарската уметност. Добро, ти го читаш делото првично, ја гледаш својата улога, нели го добивате како скрипт кој што има и твојата улога, но сепак треба да имаш визија и за се друго што се случува нели и во делото. И што сакам да прашам е колку Ѓорги Олевски станува не знам, Јани станува улога која што ја игра, еве во последната ќе ја споменеме 12, ќе сакам на таа да се задржиме малку, бидејќи ја гледав и тоа е нешто невидено и токму таму се гледа собрани 12 мина величествени кои што сте, не знам, секој со својата ѕвезда и талент и колку ти исчезнуваш за да дојде на твоето место тој лик 3 месеци и живееш 3 месеци со тој лик додека го подготвуваш и потоа го ставаш некаде одзади за некогаш друг пат кој ќе излезе. Влегува во фундусот на мојата меморија. Така. И е тука постојано. Подготвувањето на за да се дојде до одредена фаза на подготовка на улога, не е тоа само за таа конкретна улога. Актерот треба да биде во постојан тренинг, во постојана подготовка. И се што следи во неговиот живот некако е детерминирано од неговиот однос прво кон светот во кој што живее, потоа кон театарот како театарска уметност, но исто така треба да ги има сознанијата за тоа што се случува во светот во кој што живее, на политички, општествен принцип. Треба да биде подготвен да знае што се случува во светот на сите уметности,
Значи да има, ако ништо друго, барем ако нема личен однос, а мора да има, кон различните уметности кои на различен начин действуваат во моментот на создавање, се разбира историјата на уметност и цивилизацијските текови. Едноставно треба да бидеш преполн со информации, тие информации полека да ги таложиш во себе и да бидеш подготвен за улогата кога ќе дојде, да имаш некаков вид на основа да имаш. На библиотека, да. На библиотека, на прочитани книги, на одгледани филмови, на анализи, на театарски критики, да ги знаеш, ако ништо друго, сите дела кои што се клучни и важни за твојата професија. Едноставно, потребно е да таложиш материјал, исто така е потребно да го подготвуваш своето тело, кое што излегува на сцената пред публиката. Тие сакаат да гледат живи, динамични и интензивни, фокусирани актери кои што ќе одговараат на времето во кое што живее гледачот. Гледачот се поистоветува со ликовите и потребни се и ликовите да бидат во ритмот и динамиката која што ја има и самиот гледач. Така што самиот живот, приватниот живот на актерот мора да биде подготовка за во моментот кога ќе дојде улогата, тоаш да се фокусира само на тој дел. Како специјалист треба да се фокусира на она што треба да го изведе. И тоа е навистина многу возбудливо, бидејќи тие 2 или 3 месеци се многу интензивни во разговори со режисерот, во разговори со другите соработници, со колегите, размена на енергии, обид да се обнови, возобнови, реобнови јазикот, кој што е жив, кој што е суштински би рекол, во одредена театарска естетика. Така што, да, доста динамично, возбудливо и интересно. Постојано дикциски вежби, постојано вежби за говор, нели? Морате. Еден виолинист мора да вежба 8 часа дневно, за да може да концентрира во светот. Така и актерот мора да биде во подготовка постојана, за да може да излезе на македонската сцена или на светските театарски сцени. Пред да продолжам со друго, ме интересира само слушајќи ти го гласот и вчера по телефон. Снимаш voiceovers? Правиш? Не. Бидејќи е штета овој глас да не остане во... Благодарам, не сум работел тоа, не дека не сакам, едноставно не сум снимал до сега. Баш глас за кој што би одел на реклами, кој што би одел на снимани работи, добро. Треба да размислат малку дека треба да се појавиш. Тоа до продуцентите. Да. Прва представа 86-та. Само да те подсетам дека оваа година ти е 40 годишнина веќе. Некако стигна и тие 40 години. Од Ништо без Трифоли од Русомир Богдановски и твојата улога Пинус, така? Тоа ти е првата представа која што... Првата професионална актерска улога. Професионална збор. Охридско лето, Македонски народен театар продукција, Охридско лето, предворие на Света Софија, 17 јули, 21 часот. Работеше, која е таа возбуда? Еве прв пат кога ќе се излезе на сцена како професионален актер. Сега ти си имал предходно среќа, нели, да одглумиш многу улоги, ама нели? Сега си... Да, како професионален актер бев многу среќен пред се, затоа што мојот професор Унковски ме кастираше за таа улога. Второ, екипата која што беше во Ништо без Трифолио беше најдобрата актерска екипа во Македонскиот народен театар. Постари актери кои што беа мои идоли, како што е Кирил Ристовски, Сашо Чамински, Душко Костовски, Анче Джамбазова, Мими Таневска, бевме ние помлади со Синоличка Трпкова. Беше тоа една екипа навистина феноменална под раководство на Унковски и текстот на Русомир Богдановски, но беше комедија, беше забавно. Јас морам да признам дека еден месец бев само во постојана концентрација, без обид
да направам нешто и во еден момент Унковски дојде и ме праша: Живееш ти мислиш ли да почнеш да играш? И се разбира од следниот ден влегов, се пуштив некако, се ослободив од грчот што го имав пред моите постари колеги и тие во истата секунда ме прифатија за свое дете, да станам член на семејството на Македонскиот народен театар и еве ме денес, после 40 години ги славам тие, или еве дојда Многу е убава бројка, да. Кажи ми, во еден период работеше во Драмскиот театар во суштина, не си цело време во МНТ. Па после дипломирањето бев 3 години слободен уметник. Да, видов дека ти фалат некои години без да си во некој театар. Да, не бев, но играв во цело време тоа, тогаш се снима и тетовирање и ништо без и Викенд на мртовци, серијалот Македонија може, играв во театрите, во Битолски театар, во Кумановски театар, играв во Драмски, МНТ, имав голем репертоар, едноставно тие 3 години ми беа навистина многу динамични. Правевме независни продукции како што Емигранти со Владе Цветановски заедно со Сенко Велинов. Доста динамично, но 92 година Чоревски не повика со Сенко и со Дац да бидеме дел од ансамблот на Драмски театар и до 99 година, 7 години бев член на Драмски театар, потоа би рекол заминав или се вратив во Македонскиот народен театар и еве до сега сум се уште член на тој ансамбл. Јас бев некаде 7-8 одделение кога стоев на рекорд, одев на часови по англиски во центарот и пред мене крена кола Фичо со ме има во филмот инаку. Да. Ме има во затоа што кадрот се врти на кај рекорд, на кај Ванила. Да. И ме има во си се најдов. Викам, чекај да видам дали ме има, да, ме има. Пошто нели првично беше шок, викам леле види им го дигаат Фичо со сандак. Тоа беше скриена камера. Тоа беше за снимањето, да, тој дел, тоа снимање со кревањето на Фичото со ковчегот врз него во Викенд на мртовци, режија на Коле Ангеловски. Беше тој ден беше таму не видов камера. Камерите ги видов потоа дури над трговски центар и сватив дека било снимање. Беше скриена камера и беше хаос. Тоа беше со плачење, луѓето плачеа, ги молеа возачите да го симнат Фичото, греота, ковчегот. Да, и се беше снимано со скриена камера и беше многу интересно. И целиот процес на Викенд на мртовци беше многу добар, бидејќи таа екипа беше уиграна екипа во театар. Тоа е правено испоред театарската представа која што беше на репертоар на Драмски театар. Јас не бев дел од таа екипа, театарската, но Коле ме покани за улогата на Цанде да го играм тој лик. И да, доста сум среќен. И тоа беше некаков, и мислам дека е се уште еден од најгледаните филмови во Македонија. Се уште ми приоѓаат луѓе кои ќе ме препознаат вака стар, која ќе наместо тоа детенце кој што игра во филмот, сепак ме препознаваат и се потсеќаат и споделуваат радоста на филмот. Одушевен се додека, односно не сватив јас дека сум во филмот. Колешките мои од факултет ми рекоа, ама ти има во филмот. Имавме едни 3-4 колешки, едната од нив Катерина, беа обседнати со Викенд на мртовци. Ние на факултет зборувавме нонстоп, сите ќе умрете, сите можни фрази што се карактеристични ги спомнувавме. Тоа е нешто што остави. Да, комерцијален, но добар и исто така добра југословенска екипа играше во. Сека Сављич, Ташко Начич, Велимир и целата македонска екипа навистина. Македонската е без зборови. Исто екипа која што е извонредна со Снежана Стамеска и Трствија Скопје. Да. Една серија која што остави голем белег во времето, јас барем додека растев и беше многу популарна, едва чекавме да ја гледаме. Таму го играш Јани. Да, Јани или Џани. Џани, не знам зашто Јани
Џани момчето што краде по трст. Беше многу и тоа беше многу возбудливо. Тоа беше невидено добра серија. Да, со Богдан убаво се подготвувавме за целата работа, па одев тогаш се сеќавам во полиција, ми одредија еден инспектор кој што работеше на сите случаи на децата кои што крадат во Италија, во Трст. Ми пронајде едно момче, значи чија работа беше влегување професионалец, чија работа беше влегување во згради и џепарење, и со него работев доста на улогата, од начин на одење, комуникација, го симнував карактерот, гледав каков, бидејќи не во мојот светоглед не сум имал таков вид на карактер. И со него доста работевме, исто ме учеше како се доаѓа најбрзо до новчаник, како се доаѓа најбрзо до скриени пари, злато во гардеробер или во куќа, како се наоѓаат, кој е начинот, кој процес оди, што се прави кога се влегува во собата. Беше многу интересно и мислам дека се надевам дека во таа серија некако го имплементирав тоа што го научив, но во однос на емотивната состојба и целата трансформација на целата амплитуда и тој диаграм што го имаше емотивен Џани, мене ми беше многу интересно и бев многу задоволен и од начинот на снимање и со Снежка Ставенска и исто тука беше и Чамински, и Сонја Јаќовска, која што во моментов е еден од уредниците на македонската телевизија. Имавме навистина прекрасна соработка, со неа сме се уште добри пријатели. Да, тоа е продукција на МТВ во суштина. Се беше уште се сеќавам дека, да, тогаш беше се. Уште се сеќавам во Црвени тренерки, дека си ако не се лажам во мислам дека да, некои плава Црвени тренерки, плава мајчка, горна тренерка, да. Витка на коса, густа, црна. Да. Која што замина. Да, со времето. Ѓорги, не знам што да те прашам, не ни погледнав овде. Кога сме веќе кај филмовите, потоа имаш мноштво, дури до Кајмак видов дека ти е последна улога. Да, последно снимав сега документарец кој што го работи Анета Лешниковска. Прави документарец за актерите кои што учествувале во низиниот филм Болили, и имам интересна улога во тој документарец, бидејќи тројца од тој филм, тројца актери извршија самоубиство, и еден од актерите, кој што беше мој пријател, соработник, го завземав неговото место и зборував за неговиот живот и мојот поглед на тоа кој беше Бошко Мозаџиевски, најинтересните нови имиња пред 20 на години, кој што за жал брзо го заврши животот, но според моето видување тој би бил Хамлет на денешнината, доколку го преживееше бремето на времето. Ете тоа ќе прашав, кога веќе спомена самоубиства кај актерите, иако читав овој пат дека кај мажите, сега скоро излезе во весниците дека повеќе самоубиства има кај мажите, кои што веројатно оној балкански менталитет не дозволуваат да кажат да, јас имам проблем, туку ништо не ми е, потоа оди во ова. Колку актерството во суштина и сите тие трансформации, тие што велиш се внесуваш во душата и умот на Џани, значи живееш како криминалец, како нели џепарош, ајде да не речеме криминалец, не е толку силно, и потоа влегуваш во друга улога, па во друга улога. Колку остава трага тоа во фундусот што го правиш во главата? Во 2008 година направив представа која што ја третира оваа тема. Мојот професор Мицев зборуваше за тоа дека на часовите по психијатрија во театар, зборуваше за тоа дека актерот мора да оди по ивицата на
по жилетот и по границата на реалноста и преоѓањето преку. Доколку не оди на ивицата, тогаш ќе биде медиокритет и нема да влезе вистински во состојба духовна која што е потребна да влезе уметникот. Но доколку се преиде границата, тоа влегува во свет од кој што нема враќање. Да. Така што еквилибрирањето по жилетот или еквилибрирањето по ивицата е главната задача на секој, би рекол, голем уметник. Мора да знае и мора да најде начин како и на кој начин да биде во друга состојба од една страна, а од друга страна да може да се справи со бездната која што може да го голтне во секој миг. Представата што ја работев беше, се вика електроенцефалограм, тоа е монодрама, представа која што ги содржеше сите големи улоги, големи ликови кои што ги имав направено до таа година. Причината беше тоа што навистина јас имав проблеми некакви физички и некакво чукање во главата, кое што почнав да не го контролирам. Имав некакви удари, ми се затвораше окото. По предлог на сопругата отидов на психијатар кај Чепреганов, од најдобрите невролози во Македонија. Ги направи сите испитувања, ми кажа: момче, јас ве следам од самиот почеток, знам со што се бавите, вие физички сте потполно здрав, треба тоа да го решите вие, прашувам како, тоа вие ќе знаете. Дали може, прашав, бидејќи имав чувство дека големите ликови кои што сум ги играл претходно се уште се тука, се уште се присутни во мојата глава и во соништата и во секојдневието, тие повторно доаѓаат, дали преку емоција, дали преку зборови, дали преку стихови, едноставно се присутни. Дали би можел да направам представа од тоа и дали тоа би бил лекот. Вели, за уметник тоа е најсовршен начин. И навистина направив представа, ми престанаа сите чукања во главата. Стрел да ги извадиш од себе. И ги извадив, тоа беше представата. Представата беше слава на уметноста, во која што и директен учесник беше и Чепреганов, на кој му направив интервју од 2,5 сати и тој зборуваше токму за тоа, за моќта на уметноста и моќта на уметникот и неговите сомнежи, прашања, превирања, влегување во други состојби, кои се процесите низ кои проаѓа уметникот за да може да дојде во состојба да биде медиум. И на таа представа всушност сите поголеми улоги кои што дотогаш ги имав одиграно, кој што е Калигула, како што е Ариел, Естрагон, Хамлет, интелектуалецот од емигранти и така натаму и така наваму, Валмон од квартет, беа ставени на едно место и се обидуваа да го најдат, да го земат телото и да се обидат преку некако вид на реминисценција да го освојат телото и повторно да бидат живи после 20 години од нивното вистинско суштествување. Но темата е навистина интересна и добра и сме уметниците се во постојано прашување кој е начинот, кој е принципот, како да се дојде до мерката. Без да се но за тоа навистина потребна е умешност. Немате психолог во театрите, нема такво нешто? Нема и не смее да има, мора да има лудило за да може да има добра представа, така што непрепорачливо е да се оди на психијатар. Ода некои фотографии, тоа ги представате она со црно-белите фотографии каде што си како Ајнштајн. Не, тоа е друга. Тоа е последната лента на Крап. А тоа е последната, точно. Да. Добро.
Тоа е исто монодрама која што ја работев во време на корона. Така. Јас на превод од една од моите книги е направена Кармен на Билјана Драгичевиќ од Мигел Што ми ја гледал многу добра представа. Предобра, сега ќе оди во Белград ќе ја игра, ќе одам да ја гледам. Имаме, мислев дека немаш играно монодрами, потоа видов дека имаш неколку, од кои ова е совршен и би сакал да можам да ја изгледам. За жал, како професори по јазици работиме навечер и ретко сме театар. За нас, на позадината е сцена од бесења, ми кажат така. Бесачи. Бесачи, представа што не оди на репертарот и што би ни кажал за неа, а потоа и за Бог на колежот, која што е една од последните, на која што ја доби наградата во Куманово Денови на комедија, најдобар актер. Да. На Весна Петрушевска. Да. Ама ајде, да видиме ова е инспектор Фрај. Ликот на инспектор Фрај е еден мрднат, би рекол, инспектор, полн со предрасуди и пороци. Човек кој што личи на Майкл Даглас, тука да знаеш. Не знам на кого личи, но беше тоа навистина добра екипа, одлична екипа и многу добра представа. Јавор Грдев е режисер на представата, еден од најголемите европски режисери. Сум гледал негови представи во последниве 30 години на различни сцени во светот и навистина сум среќен затоа што сум дел од таа екипа. Ја работевме представата пред короната, беше многу популарна, секогаш полн салон, игра Владо Јовановски, Сашко Коцев, Никола Ристановски, Камка Тоциновска, Дарија Ризова, наистина една многу голема и многу силна екипа, Благој Веселинов. И потоа дојде короната, па голема пауза и потоа ќе почневме, па повторно ќе се запреше, па повреда на актер и за жал после, па мислам дека не одигравме повеќе од 20 представи, представата веќе не е на репертоар, но беше навистина една вака од поголемите театарски дела кои што во последнава декада се појави во Македонскиот народен театар. Бог на колежот е исто интересна, иако е најавен на вашата страна на МНТ стои дека е Благој Веселинов улога, иако е Мони Дамевски. Стои Благој Веселинов, да знам. Не, Благој, таму играме четворица актери. Четворица, да. Бог на колежот е дело на Јасмина Реза, една од најголемите француски авторки, многу актуелна и спаѓа во писателите, во драмските писатели кои што имаат силен импакт на европските фестивали. Роман Полански има режирано филм на со Кейт Винслет и Джоди Фостер. Негово сценарио, да, Джоди Фостер игра и Кейт Винслет. Точно. И исто машките улоги ги играат Ралф Фајнс во Лондон, значи тоа е феноменален текст. Шпанската екипа е невидени актери. Да, би рекол и македонската дека не заостанува зад системот на добра кастинг екипа. Благој Веселинов, како што реков, Дарија Ризова, Наталија Теодосиевска и на почетокот на премиерата играше Мони Дамевски, прекрасен актер, колега и така натаму, но тој мораше да замине за Ирска, имаше некои своји приватни патувања. Мислам дека се уште беше директор на Манаки фестивалот, беше со големи обврски, а ние моравме да ја играме представата и на негово место дојде Благој Веселинов и последниве неколку представи ги игра Бажа. Добро, јас тогаш имаме опција да ја гледаме се уште, нели? Да, на репертоар на Македонски народен театар. 12 ја гледав пред неколку месеци со токму Благој Веселинов ми најде влезница затоа што игра и тој е во 12-ката. Немаше шанси да се најде онлайн или некако, така што успеав да дојдам. Како се, значи вие сте навистина 12 такви мега добри актери, како функционираше сето тоа? Си седнавте и си разговаравте, во суштина вие сте толку добри што твојот испад кога ќе рипнеш е неверојатно добар. Да, навистина е голема среќа да се биде во екипа каде што се актери кои што
секој посебно и засебно има голем влог во историјата на современиот македонски театар. Сите се индивидуалци, луѓе со силен карактер и карактеристични и специфични по својот начин на интерпретација или третман, би рекол, на театарот и на филмот. Така, таму сте сите различни во суштина секој. Да, и мислевме на почеток дека ќе биде невозможно да има премиера, дека кога ќе се стават сите тие 12 луѓе на една маса, навистина тешко е да се контролира. Бидејќи секој има што да каже, секој има посебна енергија и тоа беше еден, како да речем, вулкан кој што требаше некој да го смири, контролира. Да. И тоа го правеше режисерот на представата Синиша Ефтимов. Многу добро како да речем, ја исконтролира целата енергија која што на почетокот беше прилично неартикулирана, но како течеа пробите, колку повеќе влегувавме во самата тема, почитта која што сите ја имаме еден кон друг беше се поизразена и дојдовме до една фаза каде што можевме слободно да джезираме во процесот и самата представа по методологијата што ја донесе режисерот има слободни моменти на секој посебно, на секој инструмент би рекол, со посебни ставови, да има своја партитура и другото време е едноставно джезирање. И убавината на играта, еве, после 35 изведби пред преполни зали, да. Секоја изведба е со 800 луѓе и на фестивалите каде што излегувавме со представата, навистина има многу убава енергија, секогаш сме радосни кога ја играме представата, секогаш сме одново свежи и се разбира во целата таа девијација на карактерите успеваме да ја понесеме радоста на играта. Пред да продолжиме уште неколку минути, сакам да ти подарам овој пат една нова книга, мој превод, Доња перфекта, од Бенито Перес Галдос, еден од најпознатите писатели во Шпанија, еден од најмногу филмуваните во суштина. Благодарам многу. И мислам дека и од сите книги има и театарска представа и филмска верзија. Еден од најпознатите драматурзи покрај тоа што ги пишува, затоа што од книгите пишува и драми некогаш. Работеше како професор, ме интересира што е под посебни настапи во твоето CV Тъга за југ. Накратко да... Тъга за југ на Струшки вечери на поезија. Тоа се случуваше во 2001 година, во времето на големите немири во Македонија. Така. Би рекол една состојба која што сите ние ја паметиме на овој или на оној начин, но да се чита Тъга за југ на Струшки вечери на поезија, од формирањето на Струшки вечери на поезија, мислам дека има над 60 години, 65 години ми се чини, еве до денес е престиж. Оној кој што ја чита Тъга за југ, односно не ја чита, туку ја кажува, е избран од Советот на Струшки вечери на поезија, каде што се најголемите писатели, поети лауреат, и така натаму. Во суштина покрај лауреатот. Би било така некако, да. И за мене беше навистина голема чест кога Богомил Ѓузел, во тоа време председател на Советот и директор на Струшки вечери на поезија, ме покани во 2001 година да ја читам, односно да ја кажувам Тъга за југ. Се сеќавам тогаш Кирил Ристовски беше во екипата на актери кои што имаа презентација на своја поезија, на поезија како изведувачи на поезијата на другите
наградени, на другите поети, и кога му кажав дека ќе ја кажувам песната, како ќе ја кажуваш, нема да ја читаш, те молам, ни држи ја пред тебе, цела Македонија ја знае песната, може да ти се случи да сгрешиш, но мене ми беше навистина големо уживање да бидам да ја прво на тоа место, а второ и да ја кажувам без така се вика, да. лист. Што не си одглумил досега, а би сакал? Имам толку многу. Многу, така? Толку многу. Сакам овој да се... Да, среќата е тоа што се уште ме држи некако мотивацијата да ја работам својата работа. Многу ја сакам оваа дејност за која што сум се определил, и среќата е голема што големите писатели своите најголеми дела ги прават во поодминати години, така што и главните улоги кои што ги играат, кои што се ликовите, кои што се напишани од страна на писателите, се во поодминати години. Така што моите години стануваат се поодминати и поодминати, а има многу ликови од македонската и светската драматургија кои што се уште не се одиграни. Кажи ми, филм или односно камери или театарска? Мислам дека и двете, така? И двете, да, и двете се посебни. Различен е пристапот, методологијата, но возбудата е еднаква. Кога би одбрал една улога за досега, зборувам, за себе, која би ја истакнал, би рекол да таа ми е... Еве, јас реков, те памтам од тоа што сум гледал од тебе, те видов од 12, се фасцинирав, затоа што никој не очекуваше дека одеднаш ќе изрипаш. Да, тој ексцес е... Тоа е предобро. Е последица, добива ликот што го играм, добива нервен напад. Нервен скроз. И тоа е последица на целокупната енергија која што кружи од актерската екипа, и драматуршки така е направено да дојде до, и режисерски, да дојде до некаков климакс, кој што понатаму ќе биде пресвртница за движењето на... Да, за погледот на публиката кон самата порота. Има доста улоги кои што досега сум ги одиграл и сум навистина задоволен затоа што сум имал убав, богат и квалитетен репертоар. Премногу. Претежно е класика, и македонска и светска класика, како што е Шекспир, Бекет, Достоевски, Јонеско, или од македонските автори Ристо Крле, Горан Стефановски, Јордан Плевнеш, и режисери кои што навистина, и актери со кои што сум бил партнер, режисери кои што оставиле печат во начинот на моето размислување, како што е Владо Цветановски, Слободан Унковски, Љубиша Ѓоргиевски, Саулиус Варнас, Евгений Лазарев, Јавор Грдев, Томи Јанежич, Вито Тауфер, значи со светски режисери и со голема бројка на македонски режисери, и улоги како што е Калигула, како што е Естрагон во Чекајки го Годо, како што е Митре во Парите со Тепулочка. Како што добиваш награда во еден черно. Да, или како што е Крап, или како што е во Бесови Ставрогин, но би рекол дека улога која што секогаш стои до мене и стои како совест на се она што го работам, тоа е Хамлет. Така. Хамлет Шекспир во режија на Владо Цветановски. Имаме уште неколку секунди до крајот, а би зборувал уште 2 часа минимум со тебе. Во еден збор за крај, како би се опишал? Еден збор кога ќе кажеш Ѓорги или? Човек што чекори. Така. И за крај една само кратка порака и се одјавуваме. Повелете во театар. Еве ја повикувам публиката да дојде во театар, навистина имаме прекрасен репертоар, Македонски народен театар има феноменални актери,
секогаш спремни да го споделат најдоброто со својата публика. Ти благодарам многу за гостувањето. Благодарам за поканата. Беше вечерва со нас Ѓорги Јолевски, актер од Македонскиот народен театар. Да се изгледа една представа, значи да ви се отворат нови видици за светот и за животот, да се изгледаат повеќе, е веќе богатство кое не се стекнува со ништо друго. Одете на театар, еве токму тоа ни го кажа и Ѓорги. Навистина има представи кои што ќе ви отворат нови видици и ќе направат да уживате додека ги гледате. До следната емисија на Трафика, имајте убави и срекни денови.